Бавно оди полнењето на буџетската сметка на општина Кочани, посебно со планираните приходи од даноци на имот, од надоместокот за фирмарина и од закупнините. Според извештајот за извршениот попис за 2018 година, а што ќе се разгледува на предстојната седница на Советот на општината, од физичките лица до крајот на декември на име данок на имот биле наплатени близу 14 милиони денари, што е околу 40% од вкупните побарувања. Сепак тоа е за околу 2 милиони денари повеќе во споредба со претходниот едногодишен период. Од правните лица пак во истиот рок во буџетската сметка се слеале околу 5 милиони денари, односно околу половина од планираните приходи по тој основ, што е скоро на исто ниво како и во изминатите години. Од презентираниот извештај пописната комисија утврдила дека слична е и состојбата кај наплатата на комунална такса за истакнување фирма, каде од вкупните побарувања што изнесуваат околу 15 милиони и 740 илјади денари, ненаплатени останале над 9 милиони и 200 илјади денари, додека кај закупнините од вкупниот износ од 1 милиони и 780 илјади денари на крајот на минатата година се уште има побарување за околу 950 илјади. Единствено, наплатата за користење на јавните прометни површини е нешто подобра, па собрани се околу 90% од вкупните побарувања. Освен овие планирани, а не реализирани приходи, општина Кочани чека од соседните општини Чешиново, Облешево и Зрновци да ги платат долговите од околу 400.000 денари за противпожарни и извршени ревизорски услуги. Исто така, ненаплатени се над 2 милиони и 600.000 денари по основ на договорна казна за неисполнети обврски за градежно земјиште при негово отуѓување со јавно наддавање, а се чека и на враќање на 1,5 милион денари по основ на повратно кофинансирање во источниот плански регион. Годишниот финансиски извештај на општина Кочани за 2018 ќе се разгледува на 23-та седница на Советот, што е закажана за среда 13 март.